Добро ви вечер, драги мои. И овој пат сме во потрага по 29-тиот лото милионер. Да ви посакам среќа уште на самиот почеток на сите вас кои што сте ја предизвикали истот, односно сте ги уплатиле своите 7 среќни броеви за вечерашното лото извлекување. Сакам само да ве информирам дека играте за седумка вредна над 75 милиони 700 илјади денари, а тоа претворено во евра е над 1 милион 230 илјади евра. Можеме да започнеме со извлекувањето, откако ќе го добиеме зеленото светло од страна на комисијата. Вечерва три прекрасни дами ми прават друштво во нашето среќно студио. Добро вечер, добре дојдовте. Господја Билјана е во улога на председател. Билјана, повелете, обратете се до сите што не следат. Можеме ли да го стартуваме ова најново лото извлекување? Благодарам, Маријана. Се разбира дека можеме, направена е онаа потребна подготовка, така да се е во најдобар ред. Посакуваме многу среќа на сите играчи на лото и на џокер. Да се надеваме на вредни лото, но и џокер добивки. Нормално тука ни е нашата фамозна седумка, која што изнесува над 75 милиони 700 илјади денари. Започнуваме веднаш, подгответе се. Во продолжение дознаваме како играла Македонија за вечерашното 14-то коло поред. Вкупната уплата е 5 милиони 544.510 денари. Има одиграно 184.817 лото 7 комбинации. Фондот на добивки е 2 милиони 772.255 денари и фондот за седумка над 75 милиони 700 илјади денари. Извлекувањето може да започне. Ајде, топчињата може да паднат во секој миг. Лото играчи ви посакувам многу среќа, да видиме кој ќе биде вечерва првиот лото број. Ова вечерашно лото извлекување го започнуваме со бројот 37. Првиот лото број е бројот 37. Одиме понатаму на рета вториот лото број. Следниот извлечен број, драги мои, е бројот 8. Заокружете го бројот 8. Продолжуваме со извлекувањето на третиот вечерашен број. 37 и 8 сега за сега, да видиме кој ќе биде следниот. Триесет и шест. Заокружете го бројот 36. Подсетувам, нашата седумка изнесува над 1 милион 230 илјади евра. Наред е следниот број, а тоа е бројот 21. Четвртиот лото број е бројот 21. Веќе имаме добивки со 4 погодоци, 54 четврки сега за сега. 300 денари изнесува оваа добивка, но ако го извлечеме црвеното топче, тогаш би имале удвојување на сумите на добивки. Следниот извлечен број е бројот 18. Заокружите го бројот 18. Овој број ни донесе 8 петки сега за сега и многу добивки со 4 погодоци. Во исчекување сме на шестиот вечерашен број, а тоа е бројот. Заокружете го бројот 1. Шестиот број е бројот 1. Многу петки, многу добивки со 4 погодоци. Се уште немаме шестка, што значи ја пропуштаме можноста за седумка, но се надеваме на добивка со 6 погодоци. Нам ни остана уште само еден број до крајот. Последниот извлечен број е бројот 4. Седмиот број за вечерва е бројот 4. Да видиме што ни носи овој број. 2 шестки, многу петки и многу добивки со 4 погодоци. Ова се среќните броеви. 37, 8, 36, 21, 18, 1 и бројот 4. Добитната комбинација за вечерашното коло гласи вака. 1, 4, 8, 18, 21, 36 и бројот 37. И можеме веднаш да го проследиме неофицијалниот извештај. А извештајот вели што?
Со 6 погодоци имаме 2 добивки со вредност од 335.468 денари. Со 5 погодоци имаме 102 добивки со вредност од 4.385 денари и со 4 погодоци имаме 1.786 добивки со вредност од 300 денари. А во следното коло нашата седумка ќе изнесува над 76.500.000 денари. Честитки уште еднаш до сите оние кои што вечерва си освоија добивка. На останатите ќе им посакам повеќе среќа во некое наше следно извлекување. Затоа не губете надеж, бидете постојано во игра, затоа што само оној кој игра, тој и добива. Драги мои, имате уште малку време да се вклучите во големиот кешбек на megawin.mk. Пополнувајте ја скалата и искачувајте се на нивоата во играта, затоа што колку е повисоко нивото, толку е поголема гарантираната награда. И оваа недела повторно ви подготвивме специјална селекција на игри со кои што ќе ја пополнувате скалата 2 пати побрзо. Затоа кликнете веднаш на megawin.mk за да знаете за што поточно станува збор. Имам уште една информација која што сакам да ја споделам со вас пред да го проследиме прилогот кој што е наменет за вечерашното лото извлекување. Информацијата се однесува на една промотивна активност на Државна лотарија која што ќе се случи оваа недела на 22 февруари. Промоцијата ќе се одржи во Кратово, во центарот на градот, по повод традиционалното чествување на Свети Ѓорѓи Кратовски. Промоцијата ќе започне од 10 часот, а ќе трае се до завршувањето на самиот настан, па повелете во Кратово оваа недела. Јас сум имала прилика да бидам присутна на овој настан во изминатите години. Навистина секогаш фантастично сум си поминувала заедно со сите љубители на игрите на среќа на Државна лотарија. Не заборавете, одлична промоција во Кратово оваа недела заедно со игрите на среќа на Државна лотарија. Сега кога сме кај игрите на среќа, ве носиме во продолжение во Куманово да ја проследите анкетата, па ајде да чуеме што велат кумановчани кога станува збор за играта Лото 7, но и за играта Џокер. Играта Лото не е само игра на среќа. Таа е дел од семејни традиции, лични приказни, но и символички ритуали преку кои што на датумите од родендените и позначајните семејни настани им даваме дополнителна вредност, впишувајќи ги како среќни броеви што можеби ќе ни донесат и добивка. Освен на уплатните места, Лото 7 и Џокер можете да одиграте и онлайн, од било кое место во било кое време и да почувствувате дека навистина сте застанале под среќната ѕвезда. Господине, дали ги играте игрите на среќа Лото 7 и Џокер на Државна лотарија? Играм, пошто тоа ми останало од младост, малку повеќе во тоа време си играло, али не стално, али дојде ми нека инспирација да играм и да пробам пак среќа. Дали ги играте игрите на среќа Лото 7 и Џокер на Државна лотарија? Да, понекогаш играм Лото 7. Како најчесто ги избирате броевите? Броевите најчесто ги избирам по случајен избор. Може би по некој роден ден, мој или на моите блиски, но може да биде некоја случајна бројка. Дали имате ваше среќно место каде што секогаш плаќате? Па таму кај што имам добиено е среќно место, но всушност сите места се среќни. Дали ги играте игрите на среќа Лото 7 и Џокер на Државна лотарија? Па играм, порано сум играл повечко, а сега повремено играм. Како најчесто ги избирате броевите? Броевите по слободен избор. Немам некои комбинации да правам, слободен избор и така. Дали имате среќно место каде што секогаш уплаќате? Не. Кај ќе ми се падне на пат да ми е, таму уплаќам. Учествувајте одговорно во игрите на среќа на Државна лотарија, кои не се наменети за лица под 18 години. Бидете постојано во игра, не заборавајте дека среќате насекаде со Државна лотарија. Ајде продолжуваме со нашата втора игра Џокер. Подгответе се доколку сте се вклучиле вие во Џокерот.
Можеме да се информираме за уплатата и фондот на добивки. Вкупната уплата за вечерашното коло е 685.920 динари. Фондот на добивки е 342.960 динари. А вечерва нашата Джокер премија изнесува над 1.312.000 динари. Избакувањето може да започне во секој миг. Топчињата може да паднат токму сега. Да видиме кои ќе бидат вечерва среќните Джокер броеви, што ќе ни донесат истите. Дали можеби ќе славиме за Джокер премија вредна над 1.312.000 динари. Джокер играчи со среќа. Ја имаме и среќната Джокер комбинација, а тоа е следната. За почеток запишете 0. Потоа запишете го бројот 2. Па бројот 1. Продолжуваме со бројот 3. Предпоследниот Джокер број е бројот 8. И последниот број е бројот 3. Ова е комбинацијата 021-383. 021-383. За кратко ќе го имаме и неофицијалниот извештај. А извештајот вели што? Со 5 погодоци имаме 3 добивки со вредност од 15.192 денари. Со 4 погодоци имаме 4 добивки со вредност од 11.394 денари. Со 3 погодоци имаме 40 добивки со вредност од 1.139 денари. Со 2 погодока со 4 по 4 добивки, со 3 погодоци, да, веќе кажавме, со 2 погодока 404 добивки со вредност од 113 денари и со 1 погодок 3836 добивки со вредност од 30 денари. А во следното коло нашата Джокер премија ќе изнесува над 1.360.000 денари. Би сакала тука некаде да честитам на сите оние кои што вечерва си освоија добивка, како од играта Лото 7, така и од играта Джокер. На останатите ќе им посакам повеќе среќа во некое наше следно лото издание. Следете на секоја среда и сабота во 20 часот на фреквенцијата на Канал 5 телевизија. Се гледаме идниот пат во исто време. Довидување.